Условите за работа на новинарите не се на завидно ниво. 2/3 од нив се со подпросечни плати. 63% сакаат да ја напуштат професијата, секоја година се намалува бројот на запишани студенти на факултетот за новинарство, покажуваат истражувањата на Синдикатот на новинари и медиумски работници. Од оваа организација се согласуваат со онодите во неодамно објавениот извештај на Европската комисија дека постои поволна клима во делот на слободата на медиуми која дозволува критичко известување. Но исто така велат дека се уште има практика на притисоци врз новинари, која пак резултира со автоцензура. Се уште имаме најразлични притисоци, се уште имаме медиуми кои не ја ценат работата на новинарите. Платите се во просек ниски, недоволни за безбедно и безгрешно работење. Автоцензурата во добар дел од медиумите се уште е присутна, но тоа секако е дел од работата и постојаната борба да бидеме свесни битка која никогаш нема за секогаш да ја извојуваме. Друго сериозно прашање кое е глобален проблем се онлайн нападите врз новинарите. Би рекол дека Македонија можеби предничи во овие негативни трендови, вели Беловски. Уште понизок удар за медиумските работници е за се позачестените онлайн напади. Велам напади, а мислам на закани по животот, навреди и безочни клевети, сексистички прозивки за нашите колешки. Онлайн просторот е местото каде што во иднина ќе треба да извојуваме нови победи. Но за овој аспект Европската унија е исправена пред се поголем предизвик, особено по се погласните најави за нови концепти за саморегулација или пак за еден вид благи регулативи. Синдикатот, кој веќе 12 години ги застапува, представува, унапредува и заштитува професионалните и економските интереси на новинарите и медиумските работници, гледа неколку точки кои ги смета за приоритетни во наредниот период. Економската неизвестност и натаму е предизвик за новинарите и медиумските работници, а фокусот треба да остане во напорите на унапредување на работничките и социјалните права на новинарите и медиумските работници. Одново впечаток е изразен од страна на СССНМ. Европската комисија нотира дека е потребно подобрување на диалогот на синдикатите со владата. Секако тоа е аспект на кој интензивно работиме, безброј средби, се со цел да се изнајдат прифатливи решенија на сите прашања. Европската комисија во извештајот во делот за слобода на медиумите наведува неколку точки на кои земјата треба да се фокусира во наредниот период. Една од тие точки е брзо адресирање на сите закани и случаи на насилство врз новинари и изведување на одговорните пред правдата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.